Од 21 до 27 септември во Битола ќе се одржи 45-тото издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки. Добро утро за Симеон Монидамевски, директор на фестивалот. Ово утро во улога на директор, така ќе ве представиме. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, порно да ве најдам. 45 години, еден своевиден јубилеј. Не дека нели секоја година Браќа Манаки си е приказна сама за себе и кога станува збор за организацијата и за понудата, но 45 години ќе се одбележили на некој поразличен начин, например, од минатата година. 45 години оваа година ние како 50, малку порано ја славиме 50 годишнината, да кажам, и затоа го правиме малку поголем, па колку што можеме поголем годинава. Ние имаме нашата најпрестижна награда во светот е наградата за животно дело на кинематограферите, најголеми. Историски во историјата, од како постои кинематографијата, или барем нашиот фестивал, најголемите кинематографери во светот биле чествувани на нашиот фестивал со оваа награда, кој ќе дојдат до одредена возраст и ќе остават одреден опус филмски за себе. И сите најголеми се чествувани кај нас, ние сме најстари во светот, немало таков фестивал. Вториот фестивал кој што почнал после нас, почнал 15 години и дел од нив се починати, не можеле никогаш да ги имаат за награди. И она што е битно во таа смисла е дека од тие 30 и мислам дека веќе 8 се сега годинава, само 18 се живи. И сите се или околу 15 од нив се постари од 80 години. Што значи дека ако ги чекаме до 80 до 50 годишнината на фестивалот, може да не бидат во состојба да ни дојдат на гости, ние ги каневме годинава. Сите да ни дојдат зашто спремаме посебно изненадување, нешто што го има само Лос Анџелес и во светот и го имаме ние. Лос Анџелес како филмски град ги чествува своите звезди на Холивуд булеварот, имаат поставено звезди, ние решивме тоа да го направиме специјално за кинематограферите, зашто сме специјализиран кинематограферски фестивал, правиме нешто што се нарекува патека на славните на Манаки. Да, тоа се споменуваше во јавноста, значи сега можеме и да го официјализираме. Можеме да го официјализираме, сега ги имаме сите договори, дозволи и така натаму тоа да го направиме. Се договоривме, градот ни излезе во пресред, ние сме многу среќни. Готово јас во последниве 4 години сум исклучително задоволен од соработката со општината Битола и со градоначалникот и со сите луѓе кои се дел од таа приказна, и тие ни дозволија и со нивна помош и помош на двајца спонзори Битолско-Прилепски, нема да ги спомнуваме заради тоа што не го дозволуваат законските регулативи кај нас на телевизија, меѓутоа без нив немаше да можеме да го направиме ова. Битола го дозволи како општина. Овие двајца спонзори, тоа се не се мали средства, мислам дека чини некаде околу 30.000 евра до сега за 18 звезди. 18 звезди на живите кинематографери кои се уште живи, иако возрастни ќе бидат поставени, и 6 од нив ни доаѓаат годинава, и доаѓа вдовицата на еден од починатите. Тој е еден починат кој што посхумно му беше, или во болница додека му беше доделена наградата, Роби Милер, и доаѓа ќерката на друг великан, Крис Менгес, затоа што не се добри со здравјето. Таа ќе дојде да открие звездата, меѓу другото таа е самата звезда во успон, кинематограферка исто така да тоа е приказната за Манаки, патеката на славните, ќе биде на широк сокак. Веднаш од пред хотел Епинал ќе почне и се движи према киното Манаки, офицерскиот дом и националната установа музеј на град Битола. Таму ќе бидат поставени звездите. Така. Визуелното решение на фестивалот го содржи слоганот "Еден е Манаки". Интересно е што е изработен во стилот на гоблените, кои што ги знаеме од нашите баби. Да. Манаки почнал, јас сум бил жив, меѓутоа сум бил многу мал. Во тој период е 79-та година е формиран. И тоа се години кога нашите мајки, јас бар се сеќавам на мајка ми, дома везеа Вилерови гоблени. Мислевме дека е многу интересно да го одбележиме, некаква символика да дадеме на тој период, и како што ќе може да видат гледачите ако го прикажете, плакатот ги покажува двата шешира по кои се познати од тој период браќата Манаки. Тие биле малку кицоши, биле и Битола била, нели, во периодот дека живееле центар еден административен, дипломатски, конзулатски и така натаму во тој регион на Отоманската империја. Меѓутоа, сметавме дека нивните шешири, кои се како торти, и булките кои излегуваат од шеширите, кои се како свекички, во една перспектива на 45 годишнината на која се гледа небото и зеленилото и облаците во тоа белило, или да кажам на тоа платно на кое почнуваат да сликаат секогаш кинематограферите кога тргнуваат од нула како модерните сликари на нашево време.
слики во движење, мислевме дека тоа е убав начин да се одбележи. Имавме некакви идеи како да го направиме тие Вилерови гоблени да ги поврземе. Не беше возможно и ова беше брилијантна идеја која нашиот исто така спонзор, голема маркетинг агенција, го искреира за нас. Ние сме многу среќни со тоа. Така. Што предвидува програмата на годинешното 45-то издание? Многу богата програма имаме годинава. Малку е скратена во број на филмови, зашто имаме само 2 кина и помалку лимитиран буџет, да кажам. Сите сме свесни за времињата во кои живееме, моравме малку да ги пребереме нозете, но правиме се што можеме во рамките на тој буџет и ќе биде многу убаво. Тоа можем да ви го гарантирам, ќе биде посебно издание. Меѓутоа имаме, откако јас сум директор, во последниве 4 години, ова е најсилната конкуренција во сите надпреварувачки програми и имаме 5. Од година во година растевме, првата година имавме 2, потоа имавме 3, сега имаме 5. 4 па 5. Воведуваме нова програма, значи имаме нашата Златна камера 300, така се вика главната надпреварувачка програма на долгометражни играни филмови. Може би иновација или новост во тоа е, лани установивме дека наша должност е да го поддржуваме киното и веќе на Манаки не играат филмови кои одат на Netflix и Amazon. Тоа може би е за жал на некои луѓе, но сметаме дека наша обврска е да го поддржиме филмот како уметност, не како телевизиска уметност. Доживувањето во кино со сараундот, со големите платна е многу поинакво. Во таа програма имаме исклучително силни филмови. Два се добитни, 2 Оскари имаат филмовите, 4 номинации за Оскар, 3 британски Оскари, 6 номинации за британски Оскар, 3 кански номинации, 2 награди на Кан, 2 венецијски номинации, 6 награди на Кан, 2 награди на Берлин, имаат 4 номинации за Златни глобуси, 10 номинации за Европски Оскари и 1 Оскар. Ова е само главната надпреварувачка програма во која има 12 филмови, од кои еден е македонски филм кој што ќе има и своја премиера. Уби ги право децата. Значи, многу сме срекни, брилијантен е, веќе почне да излегува на нашата веб страна. Многу сум исклучително задоволен од работата на нашите селектори оваа година. Сите филмови во сите програми се топ. Имаме нова програма, покрај документарната програма која е посветена на Манакиевци. Зашто тие биле документаристи, таму имаме 6 долгометражни, краткометражните отпаднаа оваа година, зашто ведовме 6 филмови од една програма што се вика Големината не е важна и вклучува европски филмови од земји со мал продукцијски капацитет, мали буџети. Откривме во минативе 2 години дека тие не можат рамноправно да се борат со холивудски мега скапи хитови кои што чинат по 100-200 милиони, а при тоа овие чинат до милиона кои и толку, и до 500.000 евра. Значи, невозможно, ниту времето го имате исто како кинематографер, но откриваме фантастично талентирани кинематографери од овие мали земји, Естонија, Грузија, што имаме, Казахстан, Исланд, кои прават феноменални филмови и не може да дојдат до свое место под сонцето, и ние имаме 6 брилијантни филмови кои се носат рамо до рамо со овие големи филмови во една нивна категорија. И имаме студентските и краткометражните ги оценува трет жири, и тоа се други 2 надпреварувачки програми, значи 5 со документарната, и имаме брилијантни жирија годинава. Главното жири кое го оценува сите жирија се фантастични. Значи, на главното жири председател е Џон Сил, еден од најголемите живи кинематографери, австралијанец, кој што се пензионираше со Mad Max Fury Road и кој што снимал филмови како, не знам, талентираниот Мистер Рипли, Фирмата, Студена планина, Хари Потер и Каменот на мудроста, Друштвото на мртвите поети. Значи, страшен кинематографер кој што има 1 Оскар и 4 номинации на Оскари. Второто жири председател му е едниот од двајцата добитници кинематографери лани што ги имавме на Златната камера, турците кои го снимаа филмот на Нури Билге Џелан, тие се двајцата членови. Во првиот жири ни е најголемата француска кинематограферка, нашиот доајен и феноменален режисер Владо Блажевски, Јани Петери Паси, кој што е добитник на повеќе награди Златни кајнас на фестивалот, доаѓа од Финска. И во третото жири носител, председател на жириото ни е Ненси Шрајвер, една од најголемите кинематограферки во светот, која годинава доаѓа да добие посебна награда. Воведовме 2 нови награди. Едната е, се вика Trailblazer Award, односно некој кој што го отворил патот, и таа ќе биде председател на студентското и краткото жири. И имаме друга награда што ја доделуваме на Елис Брукс и Дейв Смит. Никаде во светот не постои награда за кинематографер
и мајстор на светло, кои се неодвоени во својата работа, неразделни. Без добар светло мајстор кинематограферот не може да работи многу нити на отворени, а особено не во затворени услови. И тие ја добиваат, заради тоа што годинава имаат направено еден филм кој што за малку ќе го добиевме, нема светска премиера уште, заврши со снимање сега, ќе има премиера во ноември, и е најскапиот филм снимен во историјата на кинематографијата, преку 300 милиони долари чини. Велат дека во сцените што ги снимале имале по 500 светлосни тела на отворено. Значи, тоа е страшна, тешка задача да го осветлиш, и се долги сцени, и тоа е ремек дело, велат. Ние не сме го гледале, ќе имаме трейлер од филмот на фестивалот. Universal не беше спремен да ни го пушти да го гледа било кој пред тие, да ги проценат какви ќе бидат условите, приликите, кога да го отворат. Меѓутоа, ете, тоа е програмата за годинава. Во краткометражната имаме, значи, брилијантни филмови се. Не го зборам тоа, јас сакам филмови кои се не само визуелно добри, мора да бидат визуелно исклучителни на нашиот фестивал, но приказните се така убави, така динамични, нема да има публиката ни еден момент на злодевност. Така. Со кој филм ќе биде отворен? Ќе биде отворен со канскиот хит Партенопе на еден, веројатно еден од најнаградуваните, ако и не најнаградуваниот режисер на европскиот филм. Тоа е Паоло Сорентино, има преку 100 награди самиот, а го снимаше филмот Дарија Д'Антонио, која веќе неколку филмови поред прави со него. Таа беше председател на нашето жири лани, имаше во програмата Преклани и доби награда Сребрена камера 300. Годинава доаѓа да се надпреварува повторно во програмата, вела дека е тоа дел од трилогијата негова, посветена на неговата љубов како град Неапол. Првата година имаше филм, лани имаше филм за познатиот гол на Марадона со рака, се викаше Hand of God, раката на Господ. И ово е втор филм кој што му учествува кај нас. Ние сме многу среќни дека можевме да го донесеме. И ова е негова светска премиера. На Кан играше, сега доаѓа кај нас, односно не светска, ајде да кажеме втори по Кан сме што го носат филмот. Мислам дека се уште нема меѓународна премиера. И за крај гости од странство, секоја година ги имаме и годинава. Годинава не знаеме што да им правиме. Значи, да ви кажем само што се случи. Манаки расте, 3 години го растеме, 4-та година експлодираше. Се маче, Манаки со години има по 1-2 странски спонзори од филмската производствена индустрија. Годинава, значи секогаш тоа не бил Ари, ние го донесовме Lights, годинава ни доаѓаат Sony, Sumo Lights, позната фирма која го осветлувала и филмов овој Wicked, по приказната на Волшебникот на Оз е правен, тоа е нешто што претходело наводно на Волшебникот од Оз, ни доаѓа Sony и Shotdex, значи имаме 5 спонзори од филмската производствена индустрија и ни доаѓаат Panavision, Хок, како се викаат леќите, Кук леќите, Cinelab, Second Reef, значи баредно 7-8 други во скау доаѓаат да видат што е чудото, манаки сите зборат од лани за нашиот фестивал. Покрај другото ни доаѓаат, прв пат во историјата ни доаѓа, значи, British Cinematographer, едно од двете најголеми списанија, American Cinematographer, веројатно најголемото и најпознато списание за оваа индустрија, ни доаѓа Australian Cinematographer, Variety преговараме да дојде, што е најголемото светско списание. Многу се заинтересирани, бараат репортер кој може да го пратат, зашто Венеција се случува сега, па почнува Сан Себастијан во исто време со нас. И ни доаѓа Definition магазин и Cinegirl, меѓу другото ни стана медиумски спонзори. Camera and Lights Meg од латиноамеричкиот свет ни доаѓа, тоа е најголемото списание од латиноамеричкиот свет, и ни доаѓаат Джон Сил, Антони Дод Ментал, Джеймс Френд, кој што доби Оскар пред 2 години на Запад ништо ново, ни доаѓа нашите добитници Питер Бижу, Кристијан Бергер, најавен е Роби Рајан, кој што е еден исто така од најголемите кинематографери, сите со по 4, 5, 6 Оскари. Значи по улиците на Битола ќе четаат 4 Оскари, морам да ги запишам зашто не ќе четаат 4 добитници на Оскари, ќе четаат вдовицата и ќерката на други 2 добитници на други 2 Оскари, 17 номинации за Оскар, 9 британски Оскари, 22 номинации за британски Оскар, 5 кански награди, добитници на 5 кански награди, добитници на 2 венецијски награди, добитници на 3 берлински награди и добитници на 5 европски Оскари. Тоа е од луѓето што нема да ви значат имињата, зашто тоа се звезди зад камерите, но ќе бидат снимателите, тој држи и мастер-клас на Игра на троновите, Куќата на змејовите, Круната, доаѓа снимателот на кој што веројатно и може да биде лесно во нашиот жири, снимателот на 1899 и The Dark
и еден куп други луѓе. Добитник на наградата ни е Бруно Делбонел, номиниран за 6 Оскари. Манаки е како Амајлија, кога ќе дојдат кај нас добиваат Оскари. Роџер Дикинс, еден од тројцата најголеми живи кинематографери, никогаш немал Оскар до Манаки. По Манаки наградата за животно дело 2 Оскари има. Бруно Делбонел е снимател на Амели Пулен, Хари Потер и Полукрвниот принц. Лани беше номиниран за трагедијата на Макбет. Значи, сите ќе бидат на улиците ќе пијат во кафулињата кафе, таму не ги малтретираме, тие многу сака да ни доаѓаат во Битола, екзотична име, уживаат во излетите во Охрид, во ручеците во Тиквеш и во дегустацијата на наши вина, значи и да не ви кажам имам милион други активности, ама немаме време. Благодарам многу за гостувањето во Македонија на Аудио, посакувам успешно издание на фестивалот, секако јавниот сервис е тука да го следи и поддржува и понатак. Фала ви, со задоволство ќе дојдам секогаш или може да ни дојдете на гости, вие ќе го пренесувате отворањето, Миланка ни прави специјални емисии, интервјуи со сите овие звезди, така да ќе бидат достапни на вашата телевизија. Се гледаме во Битола во септември. Така. Благодарам уште еднаш. А со овој разговор јас го завршувам и одјавувам ова денешно издание на Македонија на Аутро. Во 10 часот проследите ги најновите предпладневни вести на јавниот сервис со екипата на утринската програма. Утре во 6 часот и 45 минути со вас ќе биде колешката Јована Костадиновска. Пријатно.